Олена Беденко и незината пријателка Оксана Кривизук распакуваат материјал за деца во Украинскиот културен центар Толока во близина на Сиетл, државата Вашингтон. Тие го основаат центарот кој се нарекува Дом за сите пријатели на Украина во септември 2023. Оксана Кривизук вели дека идејата се родила откако организирале настава во Украинско училиште за деца пред неколку години. І ми розуміли, що винайняти приміщення... Училиштето требаше да работи само во сабота. Свативме дека изнајмувањето простор само за сабота е губење пари. Затоа решивме да се прошириме и да понудиме многу различни проекти што луѓето можеби ќе ги сакаат и да се обидеме да го организираме сето тоа. Од август минатата година во центарот се организираат часови по јога и уметност, драмски театар, часови по украински јазик. Интересот, вели Кривизук, се уште расте. У нас є дві. Се учи украински јазик во неколку групи. Една за деца, а друга за возрастни. Оваа година ќе имаме уште една група за тинејџери. Повеќе од понудените активности се бесплатни. Тие велат дека за некои часови е потребен мал паричен надоместок. Јулија Першина Ципина е украинска бегалка чии деца одале во училиштето. Сега таа помага во книговодството. Мені було дуже важливо... За мене беше многу важно да бидам дел од мојата заедница, да се чувствувам украинка, дури и овде во САД. Затоа што кога сте во странство, обкружени со различни луѓе од различни националности, тоа ве прави да се чувствувате осамено, особено на почетокот. Тоа е основата и клучен аргумент за помошта од центарот, вели Беденко. З цим проблем нема, але нема оцієї емоційної... Многумина немаат емоционална поддршка откако ќе пристигнат овде. Едноставно немаат со кого да разговараат, освен членовите на семејството. Тука е се можно. Разговарате на украински, се забавувате, пиете кафе. Членовите се занимаваат со волонтерска работа, просторот е обезбеден бесплатно, а приватните донации продолжуваат да пристигнуваат, вели Кривизук, кој, како и многумина овде, центарот едноставно го нарекуваат Толока. Толока буде Толока ќе постои додека е потребен на локалната украинска заедница. Основачите велат дека нивниот следен чекор е организирање настани на англиски јазик, за да ја помогнат на украинската заедница да се интегрира во американското општество.